2. Вячеслав Шумак на линијата од 6 метри. Маркотич на десната бековска позиција, го Шпилер, добра комбинација. Десно, уште еднаш Шпилер, па Маркотич, Атман оди на него. Топка за десното крило Баранов и подигнати се рацете на судиите. Еве топка за Станич. Да видиме, Јоновски оди на клупа, влегува Наумче Мојсовски и Велко Марковски ја напушти играта на линијата од 6 метри, оди неговиот брат Никола Марковски. Ето тоа се почетните постави на Металург и на Брест. Наумче Мојсовски на плеймейкерската позиција. Комбинација сега со Атман. Одлично Атман за Никола Марковски на линијата од 6 метри, има 7 метри. Добро го почнуваат над преварот ракометарите на Металург. Наумче Мојсовски на линијата од 7 метри за водство и за прв гол на овој надпревар. Меѓутоа, дирекот сојузник сега на голманот Чарапенко. Непрецизен Наумче Мојсовски. Останува истата постава на Брест. Шпилер, Карачич, Маркотич во бековската линија. Шумак е на позицијата од 6 метри. Еве го сега Маркотич за Баранов и добар пробив. Баранов нема проблем, убаво доби добра топка. Максим Баранов. Првиот гол на овој надпревар е за Брест. Измената е идентична. Велко Марковски и Јоновски на клупа. Никола Марковски и Наумче Мојсовски во поставата. Наумче Мојсовски не успеа да дојде оваа топка, да ја дистрибуира до Атман. Особено внимание посветуваат дефанзивците на Брест на Атман. Олески е на левата крилна позиција. Атман, па убав удар на Наумче Мојсовски, меѓутоа Чарапенка сигурен на голот. Полуконтрнапад на Брест. Карачич добро задржан од Атман. И 9 метри. Шумак, еве го Карачич, па сега Маркотич. Уште еден мирен, стрплив напад на белорусите. Олески е нешто понапред кон Маркотич во оваа зона. Пет-еден би рекол, меѓутоа еве го Шпилер. Може да биде многу опасен Давид Шпилер, словенечкиот репрезентативец. Има добра игра, 1-1, одлична, солидна техника и еве добар старт на надпреварот за составот на Брест Мешков. Добро се познаваат овие две екипи и покрај тоа што има многу нови поединци, кај едните и кај другите, и токму затоа и ова ќе биде сосема нов дуел меѓу Металург и Мешков Брест. Во секој случај сигурно дека е ова одлична контрола за нашиот вице-првак, кој што во Лигата на шампионите го очекува многу брзо кон крајот на август оној двомеч со Пик Сегет за пласман во С групата од Лигата на шампионите, каде што е Вардар, каде што е Пари Сен-Жермен, каде што е на Барселона, Тун и седен квалификант. Еве сега одговара на словенечкиот предводник во Брест, словенечкиот лидер кај нас, тоа е Вугринец. Прв гол за Металург во петата минута од надпреварот. 2-1 за белорускиот представник. Летата сезона, кој е шампион на Белорусија, Динамо Минск беше финалист, играше токму против Металург, кој што оваа година ја брани титулата на овој турнир. Уште еднаш Шпилер, сега добро задржан таму од Атман.
Карачич. Маркотич, меѓутоа слаб удар за Станич, еве контра за Олески, непрецизна од Станич. Сега контранапад Маркотич, Баранов, прецизен Баранов, десното крило на Брест и 3-1. Шеста минута од надпреварот. Добар, солиден составот на Брест. Игра сосема солидно во одбрана, ги користи сите шанси и пропусти во одбраната на Металург во нападот и Лино Червар сега со сугестија до Станич. Една многу специфична ситуација. Станич не сакаше да брани за Металург, меѓутоа еве го на голот и ќе биде многу интересно да се проследи како ќе се одвиваат настаните. Натаму знаете за односите на Станич со управата. Знаете дека се шпекулираше дека треба да замине во големиот ривал на Металург Вардар, меѓутоа остана во Металург. Еве сега одличен потек на Микола Марковски, новиот пикер на Металург. Втор гол за нашиот состав. Замина Ракчевич. Дојде Никола Марковски и Топич на таа позиција. Колку доби, колку загуби Металург, ќе видиме токму во надпреварите од овој тип, особено во оној квалификацијски дел од Лигата на шампионите против Пик Сегеден и двомеч кој што ќе обезбеди место на еден од тие два тима во атрактивната С група. Шумак, двометрашот во составот на Брест Мешков, еден стрплив, мирен напад на белорусите. Шпилер па крстува таму со Карачич. Маркотич и Марковски во Гринеца нешто понапред. Одбраната треба да биде големо оружје и силно оружје на Металург. Еве сега добро одработено во дефанзива. Бара во Гринец да се избрише сега топката. Металург во минатата сезона одигра одлична Лига на шампиони и стигна до четвртфиналето. Беше елиминиран од Кјелце. Имаше извонредна групна фаза во која што беше екипа со најдобра одбрана. Поминираа таму сега Атман и Гринец. Атман оди сам сега. Олевски, еве добар гол, прецизност на Олевски, уште еден нов ракометар, уште еден струженец во составот на Металург од големиот ривал Вардар, последен подпиша за составот на Металург Гоце Олевски. Репрезентативец на Македонија. Повремен се разбира. Ова е голема шанса за него да се наметне. Особено во отсутство на Дејан Манас, кој што се рехабилитира од операцијата и од повредата. Драгосен во составот на Металург. 7 метри сепак. Одбрани Станич, одбрани во удар на Шумак. Корпулетниот колос, вистински пикерот на Брест, Шумак. Прецизен изгледувачот на пенал Алекс Атрашапкин. Очигледно заложен за изведување на 7 метри. 4-3.
Белорусите имаат предност во Гринец сега со топката, науча Мојсовски Атман, тоа е бековската линија на Металург. Еве го првиот гол на русинот Павел Атман, најголемото засилување на Металург, човек што прв потпиша за составот на Лино Черваров, Чеховски Медведи, централниот бек кој што настапуваше за Динамо Минск, токму во белоруското првенство. Атман, човекот за кого била заинтересирана Барселона, поточно имало понуда до него од Барселона и замислете еден многу интересен податок заврши во Металург. Тоа е прашање може да претпоставите. 9 метри повторно за белорусите, 4-4 изедначување, полно и во еден период и водство на Брест Мешков. Карачи сега обид со индивидуална акција да се справи со ова компактна зона, добра на Металург. Шпилер. Маркотич. Нема простор таму. Вукич, меѓутоа гол 5:4. 5-4. Карачич. Се гледам уште еднаш оваа акција. Со мала помош на некој од блокот Јоновски, мислам дека беше тоа, сепак не успеа Станиш да ја задржи топката. Белорусите се повторно во водство. 5-4. Станич е човекот кој што беше вистински предводник и главен играч на Металург во настапите од Лигата на шампионите. Потоа се пореметија некако односите со заминувањето, со опуштањето на неколку ракометари, поточно на речиси цел тим, меѓутоа ќе видиме дали е Металург и посилен сега или претходно. Да видиме Маркотич и исклучен. Славе Николов покажува дека направил фаул Маркотич. И еве го првото исклучување. Жол картон сега добива и тренерот на Брест, Андрија Николец, кој што ја води екипата. Сега со ракометар повеќе Металург има шанса да го превземе водството, доколку функционира како што треба овој напад со ракометар повеќе. Атман, еве го Вугринец легува и престижен Ренато Вугринец. За Ренато Вугринец исто така еден од носителите, од творците на победите во Лигата на шампионите минатата сезона, остана во екипата Вугринец. Не се веќе во Металург. Последното засилување Коражија, потоа Батиновиќ, Ракчевиќ, Козлина, Додер, Омушевски и Наумовски ја завршија кариерата. Левов и Мите Стојлов кој последен потпиша за големиот ривал на Металург Вардар. Шпилер сега на централната бековска позиција. Карачич десно, а Камшик се обиде да шутира сега. Имаше еден жесток дуел таму. Исклучување за Зелко Марковски. 1-1 со исклучувањата. Да видиме. Брест Мешковски има предност од една минута со ракометар повеќе. Сега се изедначени силите. Шпилер. Запрелен нападот кој што лошо течеше за белорусите и сега Николов со опомена до клупата за резервни ракометари на Металург. Шпилер, Карачич и Камшик се сега во бековската линија. Има фаул, 9 метри. Карачич 1-1 со Атман, одлично додавање за Шумак и има 7 метри, одлично
Многу прецизна асистенција, многу лукаво направено, вешто една добра топка за двометрашот Шумак, немаше проблеми. Со оваа топка ја зграбчи и потоа обезбеди 7 метри за својата екипа. Шанса преку Шпилер белорусите да дојдат повторно во водство. Добрани ударот на Шпилер Танич. Ова се моментите кои што ги очекуваат луѓето од раководството на Металург. Станич кога е во ритам, кога е во форма, Металург игра добро и победува. Филип Миркуловски за прв пат во составот на Лино Червар. Атман, интересно, сега, затоа што е Металург со ракометар помалку, е на крилната позиција во една ваква ситуација. Потребен му е сега играч на Лино Червар, кој што ќе може да одигра во поле. А треба таму да му се укаже помош на еден ракометар на Брест Мешков, тој е Љубо Вукич. Доби еден удар во лицето. Хрватскиот интернационален, се гледам уште еднаш оваа ситуација. Без намера. Филип Миркуловски, мислам дека ќе биде се во ред со левото крило на Брест Љубо Вукич. Долго овој резултат на семафорот 5-5 имаше шанса да го измени Шпилер пред малку, меѓутоа не дозволи Станич. Ево сега Металург во шанса да дојде прв пат во водство во оваа 16-та минута од првото полувреме. Стигна во Гринец, лошо асистираше таму Миркуловски, 9 метри за Металург. Истекува полека казната, одиграш помалку и сега можеше Миркуловски многу лесно, меѓутоа убава одбрана за Черепенко. Карачич индивидуална акција, брани Станич, има само 9 метри. Карачич игра одлично во овој текот над преворот, буквално сите акции одат преку бекот на Брест. Еве го Маркотич повторно во игра. Само малку одигра Камшик и повторно се враќа истата бековска линија на Брест Мешков. Маркотич не успеа да мине прв пат. Шпилер, убаво за Шумак и повторно 7 метри, 2 минути исклучување за Велко Марковскиот. А второ исклучување му се заканува сериозна опасност со евентуално трето да се пресели во публика. Не баш пријатни моменти за Лино Червар, доколку загуби еден од влијателните дефанзивци во неговиот состав. Брест Мешков одлично функционира со пикерот Вјачеслав Шумак. Речи си, секоја втора акција оди кон него. Карачич и Шпилер играат. Словенецот не го изведе овој пенал, му препушта сега на Вукич. Погаѓа Вукич и повторно е Брест во водство. Пропушти шанса Металург, имаше и ракометар помалку. Сега повторно Димовски е во игра. Тој е нов ракометар во составот на Червар. Наумче Мојсовски, Атман, Вугринец и Ојлевски. Вугринец, одличен погодок. Сигурен Вугринец, човекот кој што го одржува во резултатска изедначеност составот на Металург. Уште еден пенал. Не функционира одбраната на Металург, тука е проблемот. Има нов удар од 7 метри, повторно Љубов Вукич има топката.
Его моментот кога беше сосема коректна и исправна одлуката на Георги Начевски за овој нов седмерец кај Пресмешков. Нова шанса за белорусите да дојдат до предност. Еден тврд надпревар, сосема очекувано. Металург е во фаза на завршни подготовки пред настапот во квалификациите од Лигата на шампионите. Белорусите порано или најрано го почна овој подготвителен период. Игра неколку силни турнири, последниот по Гепинген. И повторно Танич. Сега успева да го комплектира и Вукич, претходно одбрани седмерец на Шпилер. Ево уште на што е момент и изворедно Танич, како во деновите од настапите во Лигата на шампионите, на голот на Металург. 40 на секунди, Металург без исклучениот Велко Марковски. Атман сега ќе мора да се избрише таму подот, ова се опасни ситуации. Реков дека во првиот пренос дека заврна дожд, беше влажно тука некаде пред почетокот, еден час пред почетокот на првиот меч од овој вторден на рекометиот турнир Струга 2013. Може би е малку подот поопасен, меѓутоа мислам дека е се во ред сега, сосема логично, Баранов фластер за Атман и покрај тоа што има тракометар помалку металурзите. Уште 20 на минути треба да издржат или евентуално со ракометар помалку да дојдат до првото водство на овој надпревар. Се игра 19-та минута. Мојсовски. Намче Мојсовски се разбира. Атман доаѓа до оваа топка и вториот обид успешен. Атман, гол број 2 за рускиот интернационалец. Фаулиран повторно Карачич. Во 19-та минута Металург успеа да дојде до првото водство, во 5-та минута го постигна првиот гол. Но небитно, затоа што сега белорусите бркаат и задначување. Карачиш, Шпилер, Маркотич, почетната бековска двојка. Го бара Шумак на линијата од 6 метри Маркотич. Како Марковски и Атман тука внимаваат на Шумак. Тајмаут бара Андрија Николец, тренерот на Брест Мешков. Забележа дека тешко води овој напад на неговата екипа и еве во вистински момент. Блейкап. Уживајте под сонцето. Алкалоид Скопје. Животот не е трка на кратки патеки. Животот е маратон. Зачувај ги ресурсите на нашата земја. Штеди електрична енергија. Елем. Енергијата на нашата земја. Хрватско-руски. Доколку биде задржан Шпилер, треба Камишик да ја преземе таа улога. За удар Евенов десен бек има Брест, тоа е хрватот Сршен. Исто така еден корпулентен ракометар. Шпилер. Бара топка Шумак, меѓутоа се лизна Шпилер и сега веќе станува опасно долу на теренот, ќе мора да се избрише подот многу подобро, затоа што веќе имаат проблеми ракометарите и ова се опасни ситуации, затоа што може да дојде до повреда.
7-6 за Металург. Остана овој резултат 13 погодоци за 20 минути. Тоа значи дека и едните и другите играат страшно цврсто во одбрана. Камишик. Ево свршен. Шпилер. Затвора Шумак, жестока битка таму меѓу Миркуловски и Шумак. Сега излегува Велко Марковски на Шпилер, оди сам Шпилер, има фаул, има нови 9 метри, но повторно проблеми со подот. И токму затоа судијата Начевски бара да се избрише добро подот, да се забележат тие делови каде што е опасно да се згазна. Девет метри, да видиме подигнати се рацете на судиите Николов и Начевски, ке мора брзо се заврши напад. Баранов се обидува покрај Наумче Мојсовски, се обидува с глоб да ја заврти оваа топка, меѓутоа тешка минува тоа кај Станич, е полуконтрнапад оди напред Вугринец. Наумче Мојсовски, Филип Миркуловски, топка за Гоце Георгиевски, еден од реконвалесцентите кај Металург, заедно со Петар Ангелов и со Дејан Мановсков, кој што е се уште надвор од надпреварувачки ритам комплетен, пошто да работи пред неколку дена. Гоце Георгиевски и Петар Ангелов, еве ги подготвени. Петар Ангелов бранеше вчера. Нов голман кај белорусите, тоа е Иван Пешич. Вугринец. Наумче Мојсовски бара ситуација сега. Атман, добро минува, таков удар на Атман, какво засилување доби Металург во преводниот рок. Гол број 3 за Павел Атман. 2 гола предност. Во 19-та прво водство, во 22-та 2 позитива за нашиот состав. Шпилер сега Доброволевски таму излегува против корпулентниот Камишик. Повторно се лизна таму Шпилер и овде ке треба уште еднаш да се реагира. Како се погаѓа баш кај овој ракометаристиот. 3 пати се лизна Шпилер. Имаше и претходно проблем, меѓутоа е интересно тоа што се случува на Шпилер, сега ги проверува патиките. Уште по интересен е податокот што токму овој ракометар на почетокот на турнирот имав шанса да разговарам со него, да го прашам како изгледа овој под новитет за разлика од минатата сезона, и токму тој беше задоволен од подот и рече дека имаше една многу конструктивна забелешка дека постојано треба да се чисти, не сме да се дозволи прашиња или прљавштини долу на подот. Очигледно еве нешто такво се случува сега. Его е специјалистот за седмерци кај Брест, тоа е Астра Шапкин. Успеа и него да го откаже на некој начин Станич. Имаше најави дека поради односот на Станич нема да се споменува неговото име во публиката. Така е барем во Струга, ќе видиме како ќе биде во Скопје, меѓутоа 30 мерци одбрани. Станич. Атман, Мојсовски. Одлична акција, брзо, тешно ја зграбчи, веднаш топка за следна рака Вугринец, меѓутоа беше непрецизен, оди Шпилер сега во полуконтрнапад, сам и прецизен Давид Шпилер. Доскорешниот играч на Загреб, словенечки репрезентативец, уште еднаш ова негова индивидуална акција, втор гол за Шпилер. 8-7 за Металург. Мојсовски, Вугринец, Гоце Георгиевски, Атман, Ванчо Димовски на линијата од 6 и Гоце Олевски во поле. Станич на голот, влезе во добар дефанзивен ритм на голот Дарко Станич. Може да биде задоволен Лино Червар од оваа игра. Не од додавање на Вугринец, меѓутоа и искусниот Волк успеа да украде оваа топка и аплаузи на отворена сцена за Ренато Вугринец. Четврти гол за Вугринец. Металург постигна 9. По еден има Гоце Олевски, Никола Марковски, а 3 се за Атман до сега.
уште еднаш 2 предност, 9-7.